колку во текот на изминатите години алфите ја оправдаа потребата од нивното постоење како единица? Алфите од формирањето па до денес во голем дел ја го оправдаа постоењето затоа што при формирањето имаше една специфична ситуација тие години посебно во градот Скопје. Тоа беше постконфликтен период во кој стапката на криминал беше енормно зголемена, а функционирањето на полициските станици кои се основа на системот за безбедност во градов беше на едно многу ниско ниво и самото формирање на единицата даде изворедни резултати тогаш во тој период и во годините што следуваа. Но за жал, исто како и тогаш и денес се соочуваме со одредени проблеми во полициските станици, така да би кажал дека постоењето на алфите е скоро и неопходно. Дотолку повеќе може да потенцирам дека сите главни градови во регионов, а по Европа и во Соединетите Американски држави, сите поголеми градови од милион жители и поголеми имаат вакви или слични единици за интервенција и за помош на редовните полициски сили. Рековте дека постоењето на ваква единица како алфите е веќе неопходност. Откога сте вие првиот човек на алфите, воведовте ли, имали некои реформи, течат ли реформите од она претходно што била единицата и сега? Точно така е, увидовме потребата од реформи, посебно од поправање на стари правилници, воведување нови правила, поправање на упатствата. Може краток сегмент да спомнам од тој дел. Значи, воведовме критериуми, малце повисоки од порано за прием во единицата. Тоа е нормален процес, затоа што, прво да кажем, долг период алфите беа всушност привремена единица, не систематизирана, а од која е систематизирана во 2014 до денес, може и немаше простор да се направат работите како што треба. Еве сега од моје доаѓање и смирување на, би кажал, некаква политичка ситуација и политички тензии, ги средуваме тие работи со голема подршка на министерот Оливер Спасовски, затоа што на мој предлог ги одобри, ги подпиша правилниците измените кои ги побарахме во правилникот, односно за прием во единицата веќе се бараат одредени физички способности, поголеми од порано, и исто така има воведено 6-месечна обука, нешто слично би кажал како нашите специјални единици, единицата за специјални задачи и единицата за брзо распоредување, 6-месечна задолжителна обука, селективна обука, во која ако помине кандидатот ќе стане редовен припадник на алфите. А во која насока според вас треба да се движе развој, да речеме, на единицата на алфите во смисла на нивното надградување, обуки, соработки со други служби? Значи, иднината ја гледам во тоа, односно да стане единица респектабилна како што се единица за специјални задачи и единицата за брзо распоредување. Би сакал во иднина во таа насока се движи, да кажем, напредокот на единицата, да оствариме веќе некаква соработка со слична служба од пријателска земја, а тука веќе ги почнавме реформите, споменав предходно, во која насока, и мислам дека само на тој начин ќе се допрофесионализира единицата која долг период имаше известни проблеми. За какви проблеми може да разговараме? Со какви проблеми се соочуваше единицата алфи? Па да, би ги споменал најпрвен во еден период големиот број на преставки против активностите на единицата. Преставки во внатрешната контрола, па и кај народниот правобранител, а голем дел од активностите на единицата во негативна смисла нели беа објавувани во медиумите, а исто така имаше и поплаки за одредена политичка инволвираност на единицата. Сето тоа денеска е сведено на нула. Значи, представгите во внатрешна се скоро нула, кај правобранител исто така нема ништо, а како што гледате и по медиумите нема никаква објава за некаква злоупотреба и проблем кој е направен од припадници на единицата. Дали сметате дека алфите имаат преголеми овластувања или уште повеќе се зајакнуваат овластувањата на алфите?
и многу пати се од страна на граѓаните обвинети за прекумерна употреба на сила. Точно така, ќе напоменам дека имаше такви жалби и представки, но во последен период ги нема. Ќе кажам дека процентот на такви поплаки е скоро нула. Тоа значи дека веќе имаат покоректно однесување, наложуваме и го потенцираме тоа на колегите секојдневно на сите состаноци дека тој дел треба да биде среден, значи ќе се употребат активности, мерки и полициски властувања наму каде што треба, не секаде. И сега може да кажеме дека поплаки и жалби има против активности од правите криминалци на кои треба да се примат овластувања и нели тие секогаш знаат разни жалби и поплаки да дадат против полициските активности кои не држат вода всушност, додека во оној другиот дел веќе нема такви од граѓани поплаки, да кажем од нормални граѓани, како што имаше порано. Околу властувањата, точно е дека единицата може би е единствена и специфична по тоа што на територија на цел град Скопје има надлежност и овластувања, што не е случај нели со полициските станици кои имаат одредена територија или други специализирани служби што се насочени кон нивна некоја специјалност. Буквално единицата за прв одговор интервенција Алфа има полициски овластувања надлежности врз територијата на цел град, што можеби некој би рекол се преголеми овластувања, но јас не би кажал така. Со наредба на директорот за јавна безбедност или министерот за внатрешни работи, единицата може да биде употребена во другите сектори за внатрешни работи, односно во другите делови од државата. Во останатите градови мора да потенцираме и да кажеме дека стапката на криминал е далеку помала од она што се случува во Скопје. Алфите буквално се ангажирани за сите видови на криминал. Би рекол, ајде, јас на шала знам да кажам, од кражба во продавница, на чоколади и мастики, до убиство. Дури сме ставени во одредени планови на Министерството за постапување при терористички активности. Нормално поради доверливост не би можел повеќе да откривам. И тоа е специфичноста на единицата, што е буквално за се и се, што би рекол во наводници, но тоа не е намалува оперативната способност на единицата. Но во делот на Алфите, во рете ова што се случува, би рекол полесните кривични дела каде што интервенираат е некој пропуст, затоа што тоа би требало да го извршуваат полициските службеници од станиците, а единицата за прв одговор да биде само дополна и помош за потешки видови. Вака мора да напоменам дека сепак единицата за прв одговор интервенција е интервентна единица, самото име тоа го кажува. Околу процентот на тоа кој вид на криминал е најзастапен во градот Скопје, мислам дека се тешките кражби, но сепак може тоа нели да го побарате опрашање на друго место и ќе ви дадат податок, но околу тоа што работат Алфите е буквално интервенцијата. Ја се насочувам, односно давам насоки, единицата се насочи повеќе на тоа, затоа што не може единицата, не е истражна служба, како што се некои други служби, да кажам да дрогата нели е задолжена единицата за недозволена трговија со дроги, наркотици и така натака. Они си имаат специфични методи на работа и го работат тоа како што треба. А нашата единица, односно Алфите, се само за интервенција и ја може да кажам во делот на интервенциите. Да, за интервенциите. Како вид на криминал најмногу според вас интервенирате? За кражби, точно, за кражби, разбојништва. Тука сме задолжени најповеќе за тоа, се насочуваме и има одредени резултати. Како што гледате, состојбата би кажал дека е релативно мирна или стабилна, а ја често пати знам да се повикам на последната анкета на ОПСЕ, каде што перцепцијата на граѓаните е дека живеат во безбеден град или безбедна средина. Опасно ли е да се биде дел од единицата Алфа? Се соочувате ли како припадници на оваа единица со закани, со осуди, со обвинувања? Некогаш интервенциите на лице место знаат да бидат исто така опасни, меѓутоа и од после? Па видете, од формирање на единица до денес има разни ситуации
каде што припадници на единицата биле ранети, имаме и загинат припадник на единицата, така да не би говорил многу за тоа, но секако дека самата професија полицаец е опасна, а ако си во некоја специфична служба полициска или ваква интервентна единица, опасноста е малце и поголема. Може би од онаа на некои други полициски служби, но ризикот и опасноста е нешто за кое се свесни сите припадници кои се во единицата, едноставно се носат со тоа, до сега немало проблеми, односно тие што мисле дека не треба да бидат тука ради такви опасности, си побарали си заминали од единицата. Со закани се соочуваат некои од припадниците после некоја интервенција? Да, тоа е редовна работа која веќе ни стана и нормална, можеби. За среќа тие закани не се реализираат, но ги има. Господине Димовски, како гледате вие на тоа секогаш пред избори во Република Македонија, без разлика дали се локални, парламентарни или претседателски, да се ангажираат јавно? Видете, значи, кога се избори, се ангажираат сите полициски служби, согласно некаков план за обезбедување, уште во кампања, кога е предизборна кампања, посебно за денот на избори, така да ангажирањето на сите полициски служби е нешто редовно пред изборите, а околу злоупотреби, ако сакате да збориме, тоа е нешто друго. А ангажирањето на полицијата е редовна работа. Може ли да се случи или се случувало ли алфите да бидат злоупотребени во претходниот, во изминатиот период? Точно за време така. На кампањи Да. за избори? Па во кампањите и не толку кампањите си барат само некакво обезбедување. Имало злоупотреби на алфите, веќе има и случаи, нели, во специјалното јавно обвинителство, обвинителски процеси околу тие злоупотреби. Добро е познат оној случај за изборите во Охрид 2013, веќе има судење за тој случај, се знае од обвинителниот акт точно се знае што е правено, на кој начин се злоупотребувани алфите. Така да за тој период, ајде да не говориме толку, или повикајте се на актот слободно, нели, достапен е јавно, што се пише, што се правеле. Сакам да кажам дека од ништо од тоа денеска, односно јас стојам позади тоа дека нема шанси такви работи повеќе се прават, да бидат злоупотребени. Доказ, точно така, доказ плюс е тоа што и немаше такви, од таков тип поплаки на последните, би рекол, 2 изборни циклуса, така 2016-та, тогаш бев начелно единицата, и 2017-та за време на локалните избори. Мала една статистика, ако може, 2017 или 2016, кои податоци ги имате како најнови за бројот на представките? Па се помалку од 5, не можам во моментот да кажам, мислам дека внатрешна контрола Помалку од 5 за 2018 година говориме или? Да, 2018, точно така, може би помалку од 5, но сепак за официјален поток ќе кажам, знам дека е занемарлива бројката, затоа и не ни придаваме значење. Имаше една представка кај правобранител неоснована, ќе споменам кај народен правобранител, комплетно неоснована, и тоа е се, ништо повеќе. А би рекол, па повторно ќе се повикам на некои анкети на перцепцијата на граѓаните и на медиумите, како што гледате, воопшто никаде не се споменува никаква злоупотреба или проблем со алфите. Има ли разместување внатре кај алфите по промената на власт? Значи, морам да потенцирам дека распоредувањата првични по промената, односно по моје повторно доаѓање на чел на единицата, од кога се формираше нова влада и од кога дое Оливер Спацовски повторно министер, веднаш потоа распоредувањата беа во делот на оние припадници на Алфа кои беа обвинети во процеси на специјалното јавно обвинителство. Тоа беа првите. А понатака, низ редовно работење на единицата и овие реформи што ги правиме, се обидувам јас лично и моите помошници и старешините да ја подмладиме единицата и да дојдат нови припадници, помлади, поспремни, и тоа е малце подолг процес, не иде така брзо, нели, но ако говориме за
поголема бројка на распоредување се однесува точно на тој период и точно поради ова што го споменав. Значи тоа не се распоредување и разместувања затоа што разговорно, како што велат се луѓе на вашиот предходник. Па не може така да се сватат, буквално сите беа, скоро сите беа веќе во некакви обвинителни процеси и истраги на специјалното јавно обвинителство, а можеби ако така некој гледа, па би рекле дека сите можеби припадници и тие што беа распоредени, тие што остана, можеби се негови луѓе. Ако така гледаме на работите, тие долги години работеле со него на челна единицата и да речеме сега сите тие се негови луѓе. Далеко тоа од реалноста и се инсистира и барем јас од кој сум тука на поголема професионалност. Не треба никој да се врзува за никого, не треба никој да се врзува за мене додека сум тука, туку треба секој да се ја врши својата работа. Какви ви се односите, разговарате со претходниот, разменувате искуства? Вака сега. Може би ова навлегува некоја и интимна лична сфера, затоа што јас се познавам и пред да бидеме вработени во Министерството со Анчевски Ивица и сме работеле заедно во еден период, неколку години. Да, но сепак моментот кога беа техничките влади, кога јас бев начелник, а тој дополнителен заменик начелник, еден непријатен период со лоши искуства и може слободно да кажам со нарушени односи, за жал. Значи долгогодишни колеги, но тоа е тоа. Говориме цело време за ингеренциите, за овластувањата, за меѓутоа хуманиот аспект. Алфите, дали делуваат и хумано? Има некој пример? Имам, сакам со големо задоволство да го истакнам тој момент, а посебно после следната случка пред 2 недели, кога наш припадник излече млада жена од Вардар, значи да не речам ја спаси од сигурна смрт, и кога медиумите малку повеќе сака да дознаат околу тоа, всушност провери во статистиката на интервенциите на единицата, видов дека ние имаме повеќе случаи на спасување на луѓе при извршување на самоубиство. Не дека ни е основна задача, но нормално е затоа што сме први, нели, при интервенциите на терен и први идеме на лице место каде што нешто се случува. Често пати има и такви ситуации каде што има обиди за самоубиства и може да кажеме дека еве да освен оние интервенции према криминалците, може да кажеме овој хуман аспект каде што единицата инволвирана повеќе пати во спасување на лица кои сакале да извршат самоубиство. Пак го споменам последниот случај каде што наш полициски службеник без размислување влезе во студените води на реката Вардар и излече млада жена од сигурна смрт. И за крај на ова наше интервју работите на реформи на единицата. Дали во тие реформи влегува и поголема транспарентност, поголема соработка и со медиумите и со јавноста, затоа што досега бевте обвинувани за голема затвореност? Навистина, припадниците единицата се секојдневно на теренот и во секојдневна комуникација и со граѓани, а меѓу тие граѓани се секако и новинари и останат. Добро, ви благодарам многу. Благодарам на вас.